Zdravo. Како сте? Дали сте добри? Денеска ќе снимаме видео како јас агресијата ја променив во позитива. Сите кои сме биле мали сме имале некакви проблеми, независно дали со домашните, со врсниците во училиште, со професорите, со другарите, со дечковците, со девојките. Сите сме имале до некаде проблеми. И дошам гитарата. Сите до некаде сме имале проблемиве. Јас лично сум имал проблем со агресија. Ама таа агресија ја сменив во позитива. Сега ќе ви кажам зошто и како. Пошто човек само ако не си таа да желба дека ќе се смени, дека тоа не чини и за него и за другите, нема кој да го се нема. Јас сум, иако имам 16 години, имам доволно разум за како се вика, да расудувам лошо и добро. Јас сум дете што е израснато во фамилија со проблеми уште поодамна, ама тие проблеми што сум ги имал, еве денеска некако ги смирувам, ги нема, се трудам, давам напор за да биде се онака позитива, да нема агресија, пошто ако јас сега речем, ако речем сега ќе скршам ова, не, значи агресија не е во животот, јас лично ви кажам од моје лично искуство. Агресија не е убаво, значи агресијата што имав, се тепав со домашните, се тепав со мајка ми, со сестра ми, со татко ми, со баба ми, со чичко ми, со кумата, со тетка ми, цела фамилија сум ја направил, сачувај Боже. Ама полека почнувам да станам свесен, полека станувам свесен дека агресија не чини, туку агресијата може само мене да ме упропасти уште толку и да ме направи да бидам бетер од оние што се мафијаши. Ама да не бегам од темата, значи јас имам зацртано план у себе дека кико агресија ќе скрати, кико тепање ќе скрати, кико пцовки ќе скрати, кико тероризирање ќе скрати, кико ред ќе води за себе и водам, еве, сега само што си стуширав, ама како да ви кажам, нешто што сакам да ви прикажам од видео е дека мојата агресија ја сменив во позитива, пошто убаво е сите да се смееме, да се дружиме, да се зеземе. Еве сега, еве ви пример. Може онаму се и девојче, добро, не си девојче, сум на трети пат не гледам ништо. Ама може би онаму се и девојче. Јас кога отидам на тоа девојче и онака агресивно и кажам те сакам, девојчето ќе се исплаши. Ама ако отидам кротко, тогаш може би ќе имам шанси 50-50. Ама генерално мојата агресија јас ја сменив во позитива и во добри дела, пошто секунда, седете тука. Ево, мама ми го чува тука е. Ова ми е на мене тефтер и пазите го насловот. Ние одлучуваме. Навремено сум го купил овој тефтер, дека насловот некако ми е мотивирачки. Пошто јас во овој тефтер имам пишувано леле од дождот, па да, дека надвор картон и логика. Јас во овој тефтер имам пишувано ствари како треба да се однесува момче на мои години. Сакате да иначе ова ми е дневник, ама никаде јавно не сум читал дневник. Тоа е. Значи агресијата се промени во позитива. Пазите. Јас сум Кристијан, имам само 16 години. Некој се прашува зошто луѓето се толку сурови. Зошто па можеби јас сум агресивен? Зошто никој не ме сакаше порано? Зошто сите ме избегнуваа? Што е тоа што Кико треба да го смени кај него? Тука срце моје, убаво сум запишал. Кико треба да смени агресијата, пцовките, нервозата, бесот и добра комуникација. Овие две страни се многу битни во животот. Пошто јас лично се одлучив
агресија веќе кај мене нема да постои. Тоа е сигурно, пошто еве дешавка, ќе истапам некој дете надвор, оп, полиција и кој пак го добива проблем? Јас. Ама, тие проблеми веќе нема да се дешават, пошто Кристијан се реши еднаш за секогаш да нема агресија. И тоа е добро, пошто учам од туи грешки. Пошто ако учам од своји, ќе видам ништо. Ама, генерално срцето ми е полно што полека таа агресија што имав се стишува. Ја нема, ама од една страна сум и малку разочаран, пошто многу мои пријатели викаат не чини да си агресивен. Да, тоа го прифаќам како совет. Ама некој константно да ми вели смири агресија, малку избунам, ама јас самиот се свести дека треба агресија да скратам. Агресија веќе не и крај. Пошто зашто сакам да бидам музичар, зашто сакам да бидам добар готвач, зашто сакам да оставам добра фамилија, бидејќи агресија не сакам. Значи, агресијата ја менувам во позитива, правам добри дела веќе, значи сакам дела, а не зборови. И едноставно таа агресија што ми беше, полека ја снемува. И фала му на Господ што ми ја снема таа агресија. И се надам дека таа агресија нема да се врати никад во мојот живот. Пошто јас сум си дете што сака само да биде, како се вика, да ме слугуваат сите, ама тоа што сите ме слугуваат веќе не пали, пошто на мама донеси ми ова, мама донеси ми тоа, не. Сам имам раце, имам нозе, сам можам да си принесам храна. И многу ми е драго што агресијата ја сменив и се уште ќе ја менувам. Понатака планирам да пишам некоја книга, некој тефтерче, така да ќе се дешаваат убави ствари во оваа година. И да запеам една песна и да ви покажам како више водам ред самиот за себе. А ми сме увек хтели све, с улице у Мерцедес-Бенц, на руци Ролекс Президент. Мама, извини, молим те, а ми сме увек хтели све, с улице у Мерцедес-Бенц, на руци Ролекс Президент. Мама, извини, молим те, извини, мамо, за сузе твое све, извини, мамо, што ме кучи нема сад, извини, мамо, што ломим клубове кад славим ја, околу мене браќа и за мене гефто, Океј, сега ќе ви кажам како јас си одам ред самиот за себе. Гитарата само да ја знам, пошто на себе ќе скапа. Валја ќе седи мирно. Не вас. Да го земам телефонот. Па луѓен за вака. Јас си водам хигиена, еве. Се бричам, се шишам, се бањам, редовно си го местам креветот, после јадење ќе си го измијам тањурот, тука си го местам и оваа катче, тука, тоа ми е катче за снимање, таму ми стојат сите реквизити за снимање, и ова, и јас маста јас ја правев, така топ. Иначе многу ми е драго што агресијата кај мене се стишува. И агресијата, знаете кога ќе се вради кај мене? Никад у живот, со Т на крај. Така да, тоа е тоа, тука имам нешто. Со овие пари после треба да купам нешто од кам, а овие треба да ги сменам у менуваченица. Топ. Кико агресија нема да има. Кико е парно момче, Кико сака, Кико може и ќе успее. Да. Пошто јас сум си дете со висок квалитет. Не е дека се фалам, ама агресија кај мене, не. Агресија не. Само позитиво. Така е? Така е, значи, агресија сме заборавиле. Шо датум сме денес да видиме? Пази Кико. Ајде уште едно чудо имам за снимање. Понеделник. Добро. Ќе запишеме сега пенкало. А ми сме увек хтели све, с улице у Мерцедес-Бенц, на руци Ролекс Президент. Ево го пенкалата. Со ова пенкало ќе запишеме на... Само да го земам прво. Да ме гледате, пошто јас сум битен у видео. Битен е и мојот говор.
Клин. Така, клин. Значи, во текстот ќе запишеме понеделник, ќе го стиши агресија. Еве. Понеделник ќе го смири агресија. Така, еве ќе се држам до ова што сум го напишал. Понеделник Кико ќе смири агресија. Така е. Колку ми е вака убаво на душа кога немам агресија, значи кога немаш агресија сите е попозитива. И се е во најдобар ред. Така е. Значи агресија нема да се врати, туку ќе се вратат само успеси и добри дела. Што јас верувам во себе. Иако другите не веруваат во мене, сепак јас верувам длабоко во самиот јас дека ќе правам дела добри и дека ќе учам и дека ќе станам тоа што сонувам. Така да тоа е тоа. Мајка на Марика думаше, Кико агресија ќе скрати, Не, нема да панеме, дуре спанеме шампиони, Кико скрати агресија, Значи јас агресијата скрати, фал му на Господ, фал му и на мојот разум. Така е. Леле, не ми се верува, агресија веќе нема да имам. Дејам. Се свестив по памета, веќе не сум говеда како што бев порано. Сега сум си дете со разум и со почит за сите. Значи, и секој нов ден вистински го живеам. А до следно, пис, бро. Агресија нема. Љуби вас брат, браќу и сестра.